Едно од 6 живописни планински села во североисточниот дел на Долни Полог, во полите на Шарпланина, е и селото Сетоле. Ова село со околу 30 на новоизградени куќи, со изградена инфраструктура, денес наликува на една современа приградска туристичка населба. Наминавме и во ова населено место да го видиме селото, да ги видиме мештаните, како и тие денеска живеат. Нашата активност за обнова за туристички развој на нашиот крај, активностите не почна 67 година. И што беше причина да се вратиш во селово? Па знаете што јас сум технолошки висок, муж ми е стечаен работник, а овде смо као млади правиле куќа. Така? И сега ред е да си дојдеме овде. Ами сега што живееш? Сезонска работа, купине собирам кога ќе излеза, лешнике, сичарка, печурка. Мене ми дадоа 350 денара за 1 килограм лисичката. И костени имаме од дрвја наши, ореви имаме од дрвја наши, као млади смо сеале и у наследство од свекрва ми, што има она сејано. Така да се снаоѓаме. Колку отприлика ова година ќе собериш костени, колку овај ќе? Па зависи од родот и зависи како има туристи, доаѓаат сега туристи, собираат. Пред колку време си вратен одека во село? Пред колку време ја обнови куќата што се вика? Има 10 години. Ами како се снабдувате со леп, брашно, сол, пипер? Па земам за 2-3 дана, за 5 дана. За неделја. За неделја земам. Ако сум сам, 4 лева, 5 зависи. Идејата беше да изградиме струја, пат, вода. Сето ова што е изградено, пат, вода, струја, се со ваши пари, така? Од селава? Месен само допринос, работна рака и помош од собрание од општина. Колку денеска има да речеме овдека викендици нови направени? 34 викендици има. Така. Сега изградени, обновени, старите куќи скоро исчезнаа, пошто сите сме викендаши. Па ова куќа е праена 81 година. Ние уште не сме го средиле како што треба од војната, ама не е тоа ни битно. Важно нас ни се работи просторија доле, горе живееме. Што му недостасува на село? Селата тие три се може исклучиво туристичка населба да се третира, пошто основна делатност нема сточарство, земјоделие. Нормално треба да функционира.